Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушате емисијата Гласот на вистината. Навистина мене ми е мило драго што можеме се разбира по милоста Божија и по волјата Божја да и ова вечер бидеме заедно и го слушаме неговиот глас Божи. Почитувани слушатели, Библијата зборува дека сите оние кои што се дел од неговото царство, сите оние кои што припаѓаат на тоа стадо, го слушаат неговиот глас. Многу е битно и многу е важно да бидеме осетливи, да бидеме чувствителни, се разбира, на Божиот глас. Да го слушаме многу внимателно кога Господ се разбира ни зборува. Библијата зборува дека Тој ни зборува во нашата совест и длабоко во нашето срце. Господ му зборува на пророкот Еремија и му вели: ќе ме побарате и ќе ме најдете кога од срце ќе ме побарате. Се разбира, ако го бараме Господ Исус Христос од искрено срце, со вистинска вера, тој секогаш е тука меѓу нас. Тоа е всушност и Божјото ветување дадено кон црквата. Бог тоа го дал за Божјот народ, дека тој нема да не остави сираци, меѓутоа ќе биде до свршетокот на светот со секого еден од нас. Почитувани слушатели, навистина, Божјот збор, Библијата вели дека е да и не. Потоа кога ќе читаме Библијата, особено конкретно Стариот Завет, ќе видиме како и Господ се разбира се представува. Тој се представува како Ел Шадај, меѓутоа се представува нека тој сепак не е ни човек, за да може да се предомислува дека тој сепак е Бог и дека тој е креаторот, моделарот на овој свет кој го креирал светот. Почитувани слушатели, во книгата на пророкот Исаија, Бог самиот зборува за себе си дека тој е поразличен од нас и дека неговите мисли не се наши мисли и дека неговите патишта не се наши патишта. Има многу стихови, имаме доста примери дадено кои ни се запишани, се разбира, во Светото Писмо, дека Бог не е како нас. Но она што е многу важно, да го слушаме, да бидеме осетливи, да го слушаме неговиот глас. И Бог ќе ни зборува длабоко во нашето срце. Всушност, за оваа емисија, за емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно, мојата молитва, почитувани слушатели, е таа да навистина, додека го слушате гласот Божи, да бидете инспирирани од Духот Свети и навистина неговото Слово Божјо, кој се изнесува преку самата емисија, најде место во вашите животи. А исто така, не само да најде место, туку тоа Слово Божјо, кој ќе падне во вашиот живот, да може да го менува или трансформира, се разбира, вашиот живот. Библијата ја има таа сила, ја има таа моќ да менува животи. И ние имаме доста примери и можеме да видиме како денеска многу луѓе Бог ги променал точно преку Светото Писмо. Кога зборуваме за промените, ја многу често пати зборувам дека Господ е тој и неговиот збор Божи кои можат да ги променат нештата во нашите животи и во нашето, се разбира, општество. Зборуваме за една тема која што навистина е толку прекрасна и толку благословена. И верувам дека сите овие предавања кои ги имаме, во сите овие часови, ни служат на благослов, ни служат на корис, ни служат како можеме, се разбира, со помош на Духот Свети, да надогледуваме нашата вера. Ако сакаме да ја надогледуваме нашата вера и како да ја надогледуваме, тогаш мораме да ја читаме Библијата. Таа дава одговор за сите наши прашања. И затоа темата е нагласив дали Библијата се уште актуелна. Иако е најстара книга во светот, се смета како најстара книга во светот, меѓутоа таа е најактуелната книга.
И не само што е Библијата најстара книга, и не само тоа што таа е актуелна, ние зборуваме кои се разликите, ние зборуваме за разлики помеѓу Библијата и останатите, се разбира, други книги. И видовме во минатата емисија доста работи, кои зборуваат точно за разликите. И ако добро ги видите сите тие нешта, ќе видите дека сепак има разлики од Библијата и од сите други, се разбира, останати книги. Почитувани слушатели, нека навистина Господ ни го отвори нашето срце. Како што кажав, Библијата се разликува од другите книги, по тоа што таа е полна со свежина, која зрачи, се разбира, од неја. Значи, Библијата е полна со свежина. Иако е најстара книга, но сепак таа е свежа. Зошто Библијата е поразлична од другите останати книги? Зошто точно таа е свежа? Еве ќе отвориме и ќе видиме зошто тоа е така. Ќе видиме во Прво Петрово како всушност нас ни е запишано. Што Библијата, се разбира, ни зборува за сето ова. Поточно Второ Петрово, првата глава, 20 и 21 вели: знај го тоа, дека ниедно пророштво од писмото не е по собствено кажување на пророкот, зашто никогаш според човековата воља не е изречено пророштво, туку светите Божи луѓе зборували потикнати или инспирирани, се разбира, од Духот Свети. Еве понатаму што ќе ни каже, се разбира, апостолот Павле. Ќе отвориме во 2 Тимотеева, 3 глава, и ќе читаме од 14 па се до 17. Но ти остани во тоа што си го научил и што ти е поверено, знаејќи од кого си го научил, бидејќи уште од малечок ги познаваш светите писма, што можат да те направа мудар за спасението преку верата во Христос Исус. Целото писмо е од Бога вдахновено, полезно за поука, за казнување, поправање и поучување во праведноста, за да биде Божиот човек усовршен и совршен, подготвен за секое добро дело. Гледаме два клучни факти кои се запишани, се разбира, во Новиот Завет. Дека ниедно пророштво, библиско пророштво, не е запишано според собствените си желби и идеи на ниеден, туку луѓето кои биле инспирирани, водени од Духот Свети, ги пишувале нештата кои што ние денеска ги читаме, всушност ја пишувале Библијата. Отоа апостолот Павле, кој бил инспириран преку Духот Свети, тој ни вели дека целото писмо било дадено од Бога. Ние подоцна во наредните емисии ќе можеме да зборуваме за тоа едноставно кој е напишал книгата, всушност Библијата, колку време требало да се напише Библијата, како Стариот Завет, така и Новиот Завет. И колку луѓе, се разбира, ја пишувале Библијата. Секој збор што се наоѓа во Библијата е инспириран, односно вдахновен од Духот Свети. И сепак, не заборавајте, почитувани слушатели, тој содржи живот. Луѓето кои биле инспирирани од Светиот Дух ја напишале, се разбира, оваа книга. Книгите од светска литература, колку и да се вредни и признати, сепак многу брзо старуваат. Се случува во книжарниците да се продаваат книги по намалени цени. Зошто? Главна причина е нивната неактуелност на тие книги. Една теорија заменува друга, па така книгите остануваат несовремени. Единствено, Библијата останува свежа и современа и секогаш на цена. Колку ли самократци
постанале честни луѓе. Едноставно преку оваа книга. Еден американски гангстер го опишал својот живот во една од своите книги под наслов "Бев гангстер". Иако бил роден во христијанско семејство, сепак тргнал по погрешен пат, по погрешна насока. Во текот на Втората светска војна станал специјалист за електроника, а по војната се вработил во полицијата, изработувајќи апарати за прескушување. Иако бил познат по својата професија, според неговото мислење не бил доволно паметен. Така одлучил да работи за гангстерите, додека и тој самиот не станал еден од нив. Во подземјето на Калифорнија доживеал многу авантури, но во ноември 1949 година во Лос Анџелес под еден шатор слушнал пораката на евангелизаторот Били Греам. И после проповета, потикнат од самата порака, решил да стави крај на стариот начин на живеење и го примил Христос во своето срце. И тоа било почетокот на неговиот, се разбира, нов живот. Многу нешта со кои ги мамел луѓето, ги продавал, за им да ги врати парите на изамените или украдените пари. Преку Божиот дух, Библијата, овој некогашен гангстер станал чесен и вреден, се разбира, христијанин. Ова е само еден доказ дека Библијата последува мојк на трансформација, што не се случува ниту со една друга книга. Сепак и покрај ова, како и многуте други сведоштва, постојат луѓе кои неуморно се обидуваат да го поткопат и гурнаат угледот на Библијата и ја споредуваат со обичните книги. За жал, некои христијани ги прифателе овие критики како основи, па верата во Бог им се разнишала. Затоа уште денеска потребно е да се земи јасен став во верата, кога се пред искушение да најдат цврста потпора. А оние кои се уште не поверувале, да ја разберат и да ја откријат какво богатство се крие, се разбира, во Светото писмо или Библијата. Сето денес, науката не е во состојба да одговори на прашањата која е причината за смртта. На ова прашање Библијата дава кус, меѓутоа и јасен одговор. Платата за гревот е смртта. Апостолот Павле тоа ни го пишува во Римјаните во 6 глава 23 стих. Тоа значи дека причината за смртта е гревот на човекот. За ова зборува и се разбира мудриот Соломон во своите пословици или поговорки. Правдата го издигнува народот, а гревот е за негов стран. Причина за секоја неволја е во непослушноста кон Бог. Ако некој сака да добие одговор на оваа прашање од животот, важност мора да ја чита Библијата и сериозно темелно, бидејќи само така ќе дојде до посакуваната цел. Брзо и површно читање како и критикување. Никаде се разбира не водат. Кој може да ја чита Библијата? Сите оние се разбира кои што имаат отворени срца и преку неа можат да дојдат во контакт или во заедништво со Творецот на небото и земјата. Почитувани слушатели, јас тука негде кај ова вечер би сакал да завршам нашата емисијата Гласот на вистината. Видовме зошто Библијата е поразлична од сите други останати книги. И не само што видовме зошто таа е поразлична, туку фактот е тоа дека таа е мојкна, има сила да ги трансформира животите на луѓето. И таа денеска на милиони луѓе им го трансформира животот, се разбира, преку инспирација на Духот Свети. И таа ја има дом денеска истата мојка, истата сила, може да го промени твојот живот. Само повикај го живиот Бог
И после кај да ја читаш Библијата, таа ќе го промени твојот живот. Затоа, Господ нека биде со тебе, Бог нека ве благослови сите кои што ќе слушате емисијата Гласот на вистината. Бидете поздравени и имајте убава, благословена и пријатна вечер. Се разбира, се слушаме до наредната емисијата насловена како Глас на вистината. Пријатно.